Здраво на сите! Ева го мојата нова видео по речиси двомесечна пауза во текот на карантинот. Најпрво сакам да им се заблагодарам на сите сабскрајбери кои што останаа тука и кои што се сабскрајбнаа во меѓувреме додека каналот не беше активен. А на сите други гледачи им препорачувам да притиснат subscribe за да ги гледаат сите нови видеа кои што ги подготвувам меѓу првите. Добив многу прашања зошто ме немаше изминативе 2 месеци. Добро, не многу прашања, неколку, меѓутоа мене многу ми значат. Па еве веднаш ќе ви кажам, целата оваа ситуација со короната и со карантинот и со сите промени кои ги донеса ми повлија буквално на таков начин. Имав потреба да минимизирам контакти и комуникација и со други зборови, вака на нашки кажано, ич не ми се правеше муабет за ништо. Во врска со тоа, сакам да кажам дека не знам колку е паметно да се обидуваме да ги ставиме нештата под контрола кога очигледно не се, или да пробаме да контролираме како се чувствуваме во една уникатна ваква ситуација, каква што не сме имале до сега во животите, која што дојде преку ноќ и буквално влијае на најсекојдневните сегменти од нашиот живот. Бидејќи периодот што измина во карантин од околу 2 месеци беше релативно краток, а периодот кој што следува е полн со неизвестност и меѓу другото не знаеме колку ќе трае. Јас се фокусирав воглавно на основната безбедност моја и на моето семејство. И во таа микросредина ги наблюдував внатрешните случувања на секој од нас, меѓучовечките односи и тоа ми беше буквално центарот на вниманието во изминативе 2 месеци. Безбедност, едноставно преживување и сурфање на така наречените негативни емоции и поминување на денот во некакво задоволително расположение. Сега, од оваа перспектива, можам да кажам дека шокот ми е поминат или барем се навикнав на основните чувства во оваа ситуација. Неизвестноста е стресна, но сепак јас сум личност која што не се плаши од промени, односно гледа секогаш на оптимистичната страна на потенцијалните промени. Знаете, секоја промена е можност за воведување новости, а животот по пандемија мислам дека ќе биде таков, буквално полн со новости. Некои нема да не се допаѓаат и понатаму, на некои ќе се навикнеме или барем ќе ги прифатиме такви какви што се. А некои се надевам дека ќе имаат потенцијал да ни го сменат животот на подобро. На сите ви посакувам здравје и стаменост во грижата за здравјето. Не кривајте раце од себе и од грижата за своите најблиски, посебно за оние од ранливите категории. Во некои моменти особено ми беше од помош да размислувам објективно за целата ситуација и морам да ви го споделам заклучокот до кој што дојдов. Сметам дека човештвото има преживеано многу поголеми удари од ова. 3 генерации зад нас сведочат или сведочеле за војни, за земјотреси, за посериозни катастрофи. И во споредба со тие ситуации и другите причини за вонредни состојби кои што ги имале нашите предци, практично ова денес што го живееме е приза во време на луксус. Мислам, објективно. Заразата со вирусот може да се превенира. Ова нешто не било достапно пред само 100 години или 50 години кога имало слични зарази. Многумина од нас можеа да паузираат со својата работа. Некои од нас го добија луксузот да работат од дома. Дури и оние кои што не беа воопшто поштедени од ризиците кои што ги носи полно или прекувремено работно време, сепак објективно имаат работа. Дури и ако, како мене лично, доаѓате од сектор кој што ќе претрпи долгорочни, долгогодишни последици во целокупната работа, сепак можноста за иновација и избивање на врвот на пазарот за кратко време никогаш не би била подостапна освен во една ваква ситуација.
Ви имам ли кажано што работам? Мислам дека не. Ајде да видиме дали некој ќе може да погоди во коментари на ова видео. Се разбирам, оптимистичниот поглед на целата ситуација не значи дека истата е лесна и дека треба да ги занемариме сите стравови, анксиозност и фрустрации и несакани компромиси кои што моравме да ги направиме периодов. Верувам дека ви е тешко и дека сево ова би било убаво да може да заврши исто така ненадејно како што почна, но дури и да може да заврши така, сепак целата ситуација ќе има последици на сите генерации кои што се снајдоа да ги преживеат овие 2 месеци. Се надевам ова влијание ќе биде за едно добро на нашето општество и дека нема да произлезат долгорочни трауми од овој начин на живот. Од жалење фајда нема, мора да си дадеме оддишка и да ги испочитуваме нашите чувства и внатрешни процеси кои што не се имуни на сето ова. Меѓутоа, откако ќе си дадеме оддишка, сепак би било убаво да размислуваме за тоа каде се гледаме за месец или два, како може да изгледа нашиот живот понатаму, како може да изгледа на подолг рок за 1 година, за 5 години или повеќе. Се разбира ако веќе мора да изгледа поинаку отколку што сме биле навикнати. Ве оставам со оваа мисла. Чувајте се и очекувајте ги наредните видеа набрзо и навремено и редовно следам моето порадување. Набрзо ќе ги споделам моите идни планови за каналот Дома со Леа, некои од темите кои што може да ги очекувате, некои од соработките кои што ги остварувам во периодов со мали бизниси на кои што им е потребна поддршка во оваа ситуација, како и некои од предизвиците со кои што се соочувам во моето секојдневие, сега во последната фаза од бременоста и во уникатнава корона ситуација. Посебна благодарност до моите патрони кои ме поддржуваат преку страницата patreon.com /Дома со Леа. Елена и Дона, ви благодарам многу што сте цело време со мене, вашата поддршка неизмерно ми значи. Исто така, сакам да го поздравам и мојот најголем фан од Штип, Никола. Чао, Никола! Притиснете лайк доколку ви се допадна ова видео и subscribe за да ги гледате први сите следни видеа кои што ќе ги објавам. Поздрав до сите!